почитувани. А во ова видео ќе стане збор за дополнителна помош за наставниците и професорите кои што изведуваат онлайн настава со помош на конференцискиот сервис Zoom. Проблемите со интернет конекцијата, за аудио поврзувањето, подесувањето и опциите кои што ги нуди конференцискиот сервис Zoom. Најнапред би сакал да се заблагодарам за огромниот интерес за конференцискиот сервис Zoom, кое што можеме да го погледнеме од YouTube страната, и тоа за една недела упатството за користење на Zoom за професори било 5800 пати прегледано, додека упатството за користење на ученици 7600 пати, а исто така и упатството кое што го изготвив за користење за Android телефони е прегледано 814 пати. На што професорот треба најмногу да обрне внимание кога ќе започне со изведување на онлайн настава? Најдобро е прво професорот да ја измери својата интернет брзина. Како тоа ќе го направи? Со отворање на страната speedtest.net или со симнување на оваа апликација speedtest.net. Што е тука битно? Битно е прво да го избереме нашиот интернет провайдер, кој што во моментот го користиме. Во овој случај, јас го користам A1 Македонија Доел и да ја измереме интернет брзината. Преку speedtest ја мериме интернет брзината. Во моментот мојата интернет конекција има пинг 25, што е добро. Downloadот е некаде околу 50. Додека па uploadот ќе се мери сега дополнително, ќе видиме со која брзина е. Uploadот е некаде околу 2,6,7. Тука мора да се напомене следното. За конференцискиот сервис Zoom добро да функционира, пингот не смее да биде поголем од 100. Downloadот не смее да биде помал од 5 мегабита во секунда и uploadот не смее да биде на минимум, односно минимум upload би бил 0,2-0,3 максимално. Значи, во моментот имаме добра конекција за да може да се поврземе со нашите ученици и да имаме онлайн час преку конференцискиот сервис Zoom. Доколку не е ова случај на вашиот компјутер, доколку вашата интернет конекција е послаба, што можете да направите? Можете да одите до вашиот интернет рутер, односно модем, кратко да го исклучите од напојување и повторно да го вклучите. Со сигурност дека вашата интернет конекција ќе се подобри. Доколку тоа не е случај, контактирајте го вашиот интернет сервис провайдер за да ја рестартира вашата интернет конекција. Што најпрво би сакал тука да обрнам внимание е најчестите проблеми кои што се јавуваат за време на наставата со Zoom. Земаме овде еден пример, дека на Zoom конференцијски сервис имаме вкупно 3 учесници. И тоа, ученик од десктоп компјутер и ученик од мобилен телефон. Што се случува? Ученикот од десктоп компјутер можеби во моментот можеби не слуша, но ние него не го слушаме. Или па, ученикот кој што е поврзан од својот мобилен телефон, не ни е прикажан тука неговиот микрофон, а тоа значи дека тој не слуша, но ние него не можеме да го слушаме. Како треба да им помогнеме на нашите ученици за да можат тие добро и да не слушаат, а и ние нив да ги слушаме преку овој конференцијски сервис? Што треба да направиме? Им кажуваме на ученикот, например, кој што се поврзал од својот мобилен телефон, на својот мобилен телефон да избери Call with Device Audio. Се додека не ја избери таа опција Call with Device Audio, ученикот не може да зборува со нас. Еве, во моментот ученикот ја избра таа опција, тоа го гледаме тука со прикажување на овој микрофон, но потребно е исто така и ученикот да го вклучи својот микрофон. Го наведуваме ученикот да го вклучи својот микрофон и во овој момент имаме добра конекција со ученикот, односно може да го слушаме и тој може да не слуша. Да видиме што се случува доколку има проблеми со ученик кој што се приклучува од десктоп или лаптоп компјутер. Во овој случај ученикот сигурно не слуша.
на ученикот можеме да му побараме да ни даде share screen, односно на зеленото копче го наведуваме ученикот на зеленото копче да избери share screen и да го избере екранот и да избере share за ние да можеме да го гледаме екранот на ученикот. Сега ние го гледаме екранот на ученикот. Професорот преку оваа view option бара ученикот да му дозволи да може тој да работи на неговиот компјутер. Ученикот секако дека треба тоа да го одобри. Откако ученикот ќе го одобри тоа со избирање на опцијата Approve, ние можеме комплетно да работиме кај ученикот на неговиот компјутер. Како му помагаме? Во овој случај Windows 10, отвораме тука на опцијата Преварувај, пишуваме Control, со латинична поддршка секако. Ја отвараме апликацијата Control Panel. Откако ќе се отвори апликацијата Control Panel, се притисне еднаш од повеќе. Одиме во Sound. И ги гледаме дека ученикот работи со слушалки, одиме во рекординг, да видиме дали неговиот микрофон функционира. Ова што овде се движи зелено, тоа значи дека ученикот нас не слуша. Одиме кај опцијата за микрофон, го избираме микрофонот. И што треба тука да погледнеме? Овде треба да погледнеме дали микрофонот на ученикот му е вклучен. Затоа избираме тука Levels и гледаме дали оваа опција на ученикот му е вклучена. Бидејќи доколку оваа опција е исклучена, тука, вака, ученикот нас не слуша, меѓутоа ние него не го слушаме. Со вклучување тука на микрофонот, ние можеме комотно да комуницираме со нашиот ученик. Тоа е во врска со помошта која што може да им ја дадеме на нашите ученици. Сега дополнително на ова сакам да ви прикажам исто така кои дополнителни опции ги има конференцискиот сервис Zoom. Затоа ќе го изберам овој почетен прозор на Zoom и одиме на овој зупчаник тука за подесување. Што имаме тука? Имаме генерално подесување, каде што можеме да подесиме различни опции, например да стартува Zoom кога го вклучуваме нашиот Windows, да користиме два монитори и имаме опции автоматски да се вклучи full screen кога се стартува или се започнува со конференциска врска и некои други дополнителни опции. Понатаму тука можеме да ги видиме нашите видео подесувања, нашите аудио подесувања, за кои што стана збор во претходните видеа, каде што може исто така да ги тестираме нашите звучници, нашиот микрофон и други дополнителни опции. Сега тука една битна опција. Некогаш на час може да ви се случи да учениците ви речат: професоре или наставниче или наставничке, ве слушаме слабо или ве слушаме многу гласно. Во тој случај наставникот или професорот треба тука да го намали или да го потпушти својот микрофон. Оваа опција Automatically Adjust Volume најдобро е да биде исклучена. Понатаму Share Screen опцијата и можностите кои што ги нуди. Опцијата за чат, која што исто така нуди доста можности. Овде подесуваме виртуелна табла, односно позадина за виртуелна табла. Тука е нашиот профил и уште еден друг битен сегмент кој што
на кој што треба да обрниме внимание се статистиките кои што ги дава Zoom. А во моментот, мојот процесор е оптеретен, бидејќи се снима видео и се користат доста дополнителни апликации и може во овој случај Zoomот да не работи квалитетно добро како што треба да работи. Овде ги проверуваме аудио брзините. Тука гледаме дали имаме губиток на аудио. Понатаму, во ова видео гледаме исто така и во оваа опција гледаме исто така и дали нашето видео има губитоци и други информации. И овде исто така една статистика во врска со нашиот share screen. Понатаму, од профилот можеме исто така да пристапиме кон веб страната Zoom, каде што има доста други подесувања кои што ни се потребни, односно кои што би можеле нас да ни бидат корисни. Тие може да ги погледнеме исто така и со најавување на страната zoom.us. Откако ќе се најавиме на оваа страна, одиме персонал, сетинг, подесување, и во ова подесување овде може да подесиме доста работи кои што би ни биле нас корисни. Например, влегување само со компјутерско аудио. Понатаму, Zoom тука нуди доста можности кои што можеме да ги користиме. Вклучување или исклучување на чат, во случајот кај нас е вклучен, можеме и да го исклучиме. И чатот и приватниот чат. Понатаму во продолжение, пренесување на податоци, односно на фајлови, можеме да го вклучиме или да го исклучиме. Анкетата да ја вклучиме или да ја исклучиме. Постојано да ја гледаме контролната лента, да или не. Понатаму опцијата share screen, дали ќе ја дозволиме или не. Кој може да даде share screen? Сите учесници или само хостот? Хостот е фактички наставникот или професорот. И кој може да стартува share screen ако веќе некој друг го има вклучено? Само хостот или сите членови. Да се вклучи или да се исклучи desktop share скринот за учесниците, да или не. Оваа опција се надевам дека исто така ќе ви е доста битна. Вклучување или исклучување на дополнителните алатки. Дополнителните алатки се, например, од мобилниот, за да не може ученикот да ни чкртка по екранот. Вклучување и исклучување на белата табла и remote control, тоа е за да можеме да влегуваме во ученичките компјутери и да им помагаме. Понатаму, дозволи веќе оттргнатите учесници повторно да влизат на вашиот час и доста други опции кои што ги дава Zoomот за подесување. Овие може да ги погледнете тука, веб страната е достапна на повеќе јазици. Паметно и добро е да се вклучи ова waiting room, што дозволува ова. Например, ако во моментот јас сега имам час и некој од учениците сака од дома да проба дали може да пристапи кон конференцискиот сервис Zoom, тој може да влезе на час и да пречи, но ако е вклучена оваа опција, професорот ќе мора тогаш да одобри за да некој може да влези на час. Односно, со ова се прави рестрикција кого сакаме да имаме во моментот во конференцискиот сервис Zoom. Има исто така и доста други интересни опции, јас не би сакал сега сите детално да ги образложувам, меѓутоа тие се отприлика најбитните опции кои што ги нуди конференцискиот сервис Zoom. Ви благодарам за вашето внимание и ве охрабрувам и понатаму да учите онлайн со конференцискиот сервис Zoom.